Денес ќе зборувам за тема под наслов попис. На колку пописа до сега сте учествувале како граѓани? Ја памтам два, 2004 и 2002 имаше последен пат, нели? И после нема ни да има. За жал, ова држава е толку несуверена, што не може ни попис повеќе да одржи. Може би после 2100-та. Минатиот век е еден, овој век уште еден и може би сега наредниот век ќе го одржи следниот попис. Си били попишувач? Убаво. Каде попишуваше? Во Свети Николе? Значи лесно за броење. Добро. Кога се малку жителите, како што се повеќе и повеќе се намалуваат и се иселуваат, ќе биде полесно и да се бројат на некој нареден попис. Кој пописа ги памтите од Библијата? Перса? Браво, баш тој го погоди прв. Дака? Да, царот Август. Благодарам. Јас очекував дека на августовиот попис ќе се сетите сите, но Перса се сети на Давидовиот. А тоа е оно за што сакам да зборуваме денес. А темата можеби ќе има продолжетоци и следниве две саботи до крајот на месецот, но само ова ќе се вика попис. Каде е запишан Давидовиот попис во Библијата? Втора книга Самуилова, последната 24 глава. Втора книга Самуилова е сега, ако имате стари македонски православни, таа се вика Втора царства. Така. Втора Самуилова, последната 24 глава. Почнам да читам од првиот стих. Наслова тука на главата во овој превод е Давид наредува да се изврши попис на израелскиот народ. Првиот стих веднаш почнува вака. Гневот Господов пак се разгори против израелците и го потикна меѓу нив Давид да рече: Оди, преброј го Израел и Јуда. И царот му кажа на војводата Јоав, кој беше при него: Обиколи ги сите племиња Израелови и Јудини од Дан до Вирсавеја. Тоа е вообичаен израз, како што на времето се велеше од Триглав до Гевгелија. Дан беше најсеверното градче во Стариот Израел, во најсеверниот дел од Галилеја, а Вирсавеја или Баршеба, најјужниот дел од Јуда, најјужното место населено во Јуда, на југ. И пребројте го народот, за да знам колку народ има. Навидум логично. Нели? Ако некој сака да знае колку народ има, треба да направи попис.
Друг начин не може, како друг. Јоав му рече на царот: Господ Бог твој да го умножи народот толку колку што е и уште 100-кратно толку, и очите на господарот мој царот да го видат тоа. Но зошто? Зошто мојот цар господар го бара тоа сега? На Јоав оваа Давидова одлука и желба изгледала чудна. Што било чудно? Дали тука има нешто чудно? Ние сме навикнати да живееме во секуларни држави, каде што нема ништо чудно, ништо ненормално во желбата на власта да го попишува своето население. Има ли тука нешто чудно, нешто грешно, нешто ненормално? Нема. Меѓутоа, во теократијата, ова нешто представува проблем. Да прочитаме малку што вели Елена Вајд во врска со ова Давидова одлука и желба. Патриарси и пророци, последната глава од таа книга, која што носи наслов Последните години на Давид или Давидовото владење. На 747 страница од оригиналот, Елена Вајд го вели следново. Кој мотив го имал цар Давид за да го изврши овој попис на населението? Прво, таа кажува на истата оваа страница дека намерата, ја директно преведам од англиски, не знам како стои во македонскиот превод, намерата на овој потфат, се мисли на пописот, беше директно спротивна на принципите на теократијата. Че реков, ние живееме во секуларни држави каде што изгледа сосем нормално власта да направи попис. Но Елена Вајд вели дека намерата за такво нешто е спротивна на принципите на теократијата. Што има тука толку спротивно? И зошто дури и самиот Јоав, првиот Давидов генерал, не му се допаѓала ова идеја. Иако се што знаеме за Јоав беше груб човек, беше како воено лице, впрочем, што друго да се очекува. Беше строг човек, не беше некој духовен човек, многу. На крај дури Давид му остава во аманет на Соломона да го погуби Јоава после Давидовата смрт. Бидејќи Јоав учествувал и во тој последен заговор. Тој истиот Јоав што го задуши бунтот на Авесалом и што дури брзаше да му ја исечат главата на Авесалом, да не случајно Давид го помилува, ако биде само заробен, колку бил строг Јоав. Тој истиот Јоав учествува во последниот заговор против Давидовиот престол, поточно против Соломон, сакајќи друг, Натан, да седне на Давидовиот престол. Другиот Давидов син. Оваа желба на Давид, по трет пат ќе кажам, според Елена Вајд, била
директно спротивна на принципите на теократијата. Наспроти нас, кои што во граѓански и секуларни држави ни изгледа нормално власта да направи попис, во теократијата тоа изгледа ненормално и грешно. Зошто? Прво, кој е шеф на теократската држава? Господ. Дали Господ му треба попис, за да знае колку народ има? Се разбира. Не. Да знае кој колку пари има во джебот. Да. Значи, принципот на теократијата, она што младиот Давид многу добро го знаеше, кога беше млад и верен, дека не е Саул шефот, туку е Господ. Дека Израел не се една збирштина Саулови робови, како што филистејците, како што Голијат ги нарекуваше, туку се слуги на живиот Бог, поданици на Семокниот. Сега во својата старост Давид бил мотивиран од поинакви побуди за да го направи овој попис. Вели понатаму Елена Вајд на истата страница 747 од Патриарси и пророци во оригиналот. Гордоста и амбицијата, две нешта во срцето на стариот Давид. Гордоста и амбицијата биле тие две побуди кои што го потикнаа царот на оваа одлука, на овој чин, поточно. Конкретно, што значи тоа? Броењето на народот требало да го покаже контрастот. Што би рекол Груевски, има разлика. Контрастот помеѓу времето кога Давид седнал на престолот, значи кога започнал да владее, и кога кралството било слабо, тогаш кога Давид го превзел, и сегашната ситуација кога кралството е силно и просперитетно под неговата управа. Значи, што сакал Давид да знае? Колку земјата напреднала, просперирала за време на неговата власт. И што рече Елена Вајд? Како го да рече она тоа? Гордоста и амбицијата биле тие две побуди кои што го потикнаа царот на ова акција или на овој чин. Англискиот превод наместо Божиот гнев вели сатаната се разгори против или се крена против израелците и го потикна помеѓу нив Давид да го изброи народот. Како вели Константинов, првиот стих од 24 глава. Господовиот гнев. Добро. Нема ништо чудно инако помеѓу ова. Господовиот гнев, секогаш кога во Библијата се среќава овој израз, Господ се разгневи, не се мисли на некоја психички афектна состојба. Господ не е таков. Како што рече еден новозеландски проповедник, кога го запознав минатата деценија. И нема да ги заборавам неговите зборови. Тој е екстремно, вели, рационален. Тој Божи дух
Не може него да го изфрлите од такт. Но, Духот на пророштво вели дека под овој израз се подразбираат сите последици што им се случуваат на луѓето, најчесто лоши, војни, неволи, робство, оскудица, како последица на нивниот отпад, на нивните гревови. Значи, секогаш кога ни се случуваат неволи, мали или големи, како последица на нашата непослушност, на нашите неволи и така натаму. И тоа е тоа. Значи, тие последици, тие природни закони, кои што се нарекуваат Божи гнев во Библијата. И кои што Господ ги дозволува, додека трае милоста, повторно заради наше покаяние, заради наше понизување, заради наше поправање. Ако ќе заврши милоста, тешко на оние што ќе го примат живот на зверот. Бидејќи тие големи неволи нема да служат за ничие поправање и покаяние. Туку тоа ќе биде излевање на Божите судови, на Божите казни врз светот кој го погазил неговиот закон и кој што ја превршил мерката на своите беззаконија. Господ интервенирал на оваа Давидова желба, да не должиме. Всушност, пописот веќе бил извршен, да не ги читаме сите тие следни стихови. Интересно, ако сакате статистика, 9 стих вели, откако бил извршен пописот, Јоав му го предаде на царот списокот за народното пребројување и излезе дека израелци имаше, се мисли само од северниот дел, 800,000 мажи, силни, способни за војна, а јудејци 500,000. Тоа исто така била желба на Давид. Заборев тоа да го прочитам во Патриарси и пророци. Тој исто така имал желба да го зголеми бројот на војници во неговата војска, кои што постојано ќе служат. И заради таа цел сакал да ги да воведе воена обврска за сите мажи кои што биле на возраст способни да служат војска. Што се случува сега? 10 стих веднаш кажува нешто ненадејно. Се сеќавате кога Давид имаше шанса да го заколе Саула додека овој дремеше? Што реков тогаш, се сеќавате? И го потикнуваат другарите негови, еве ти шанса, ова Господ ги ја намести оваа прилика, како што ти прорече дека ќе ти го даде твојот непријател во рацете твои. И тргна Давид да го стори тоа, но само му пресече дел од горната облека и тогаш реков дека проработела совеста кај Давид. Во тој момент се сецнал, духот, реков, го штипнал за срце и се одвратил од таа намера. Не сакал да му направи зло на Божиот помазаник. Давид, гледаме и на стари години, се уште има такво срце. Затоа Господ му прорече на Саула дека ќе се земе царството, ќе го земам царството од тебе и ќе му го дадам на ближниот твој, кој што има каква особина. Како е опишан Давид? Кој што има срце според што? Според Господовата волја. Какво е тоа срце, да се има срце според Господовата волја? Тоа не значи срце
Значи, не значи дека Давид бил пророче како некој што нема никогаш да сгреши, наспроти Сауловите гревови и непослушности. Туку некој кој што и кога ќе сгреши, ќе знае да се покае. И тоа бргу ќе знае да се покае. Се разбира, прелюбата со Вицавеја и потоа местенката да загине незениот маж во војна, или интригата, не беше толку брзо покаяние. Но, очигледно кога е женево прашање, слепилото е најголемо. Впрочем, затоа светот падна во грев. Затоа Адам реши да го изеде јаболкото. Не затоа што, за разлика од Ева, јаболкото не беше на Адам привлечно. Мило, му течат лиги, одвај чека да се облажи. Не. Елена Вајд вели го грабна јаболкото од незините раце и го изеде на брзина, вели, ниту без да го джвака, што поскоро да помине низ грло. Без мерак, без апетит да го јаде. Бидејќи Адам знаеше, пред да сгреши Адам знаеше дека жена му сгрешила, Адам знаеше дека се случило тоа од што биле предупредени да се пазат. И свесно решил да ја дели нејзината судбина. Затоа тој го изел јаболкото без апетит. И што е можно, со горчина го изеде и што е можно побрзо. Женева прашање. Но во овој случај, откако Давид го преброи народот, вели 10 стих, срцето му затрепка. И му рече Давид на Господ, тешко сгрешив што постапив така. И сега ти се молам, Господи, прости му го гревот на Твојот слуга, зашто јас постапив многу неразумно. Видите, кога не би имале дух на пророштво, кога некој атеист прв пат би го читал овие зборови, ќе му изгледа многу глупаво и чудно, што е сега ова. Како прво, што е проблем да има попис, и зашто па тоа да е грев, и така натаму, и така натаму. Така на луѓето кои што не се продуховени, кои што не читаат Библијата со молитва и со свет дух, како вели Павле, значи, телесниот човек не може да го разбере духовното. Тоа Библијата му изгледа како некои глупави приказни. Не може да го разбере, плюс и начинот на пишување, библискиот стил е многу концизен. Значи, не е како Елена Вајд или било кој денешен автор, каде што знаеме да се развлечеме кога објаснуваме нешто. Давид самиот станал свесен. Светиот Дух, совеста му проработала дека тоа што го направил е грев. Многу интересно. Бидејќи рековме, уште од младоста самиот знаел кој е вистинскиот шеф на теократијата. Како што самиот знаел своевремено дека не е Саул господарот, иако самиот му го ословува Саула како господар му вели. Твојот слуга ќе се бие против филистеецот. Иако самиот Давид, како е цар, го ословуваат така, и па и Јов му се обраќа така, господару мој царе, и така натаму. Сепак, во теократијата Господ е држава, не грешен и смртен човек. Дури ни такви силни и прославени мажи како Давид, да не зборам за овие наши карикатури денес, од државници. Господ е шеф на теократската држава.
И интересно е, иако Давид веднаш се покајал, Господ решил да казни кога бил во прашање овој греф. Се може би ова ќе не изгледа нас чудно. За нас се може би навикнати на новозаветната милост. За нас се може би чудно сега зашто Господ па да казнува. Еве Давид се покаја веднаш. Плюс никаква штета не била направена. Попис, еве Боро, попис. Биднал попис, влегле бројките во книги, во статистика и нема некоја видлива штета, не загинал некој, нема потреба сега некој да се казнува. Зошто Господ сега решил да го казни овој греф и тоа откако Давид се покајал. И ова е интересно. Без духот на пророштото и јас не би го разбрал ова. Да продолжиме да читаме, да видиме прво што се случува. Кога Давид стане на другиот ден, изутрина, би слово Господово кон пророкот Гад, Давидов јасновидец, превеле овие. Гледач. Или, како да го преведеме подобро. Или во старо време, оној што бил пророк го нарекувале гледач, уште во таму 1 Самуилова 9 глава пишува, кога Саул бил прво помазан со Светиот Дух да пророкува. Значи, овој пророк Гад добил порака од Господа, 12 стих, во која што вели: оди и кажи му на Давид, вака вели Господ, 3 казни ти предлагам, одбери демократски една од нив, што ќе се исполни над тебе. Ево ти 3 казни. Одбери која казна сакаш да се исполни врз тебе. Сепак Господ покажува милост со тоа што дава избор која казна сакаш. Интересно. Сакате вака да ви се случи вас? Кој ќе треба да бидете казнати за нешто, да ви се даде избор. И тоа 3 можни казни. И дојде Гад при Давид, му соопшти и рече: одбери си, прва казна, да биде глад на земјата твоја 7 години. Како во Египет во времето на Јосиф. Страшно нешто. За тогашните земји, чија што економија зависела од што ќе роди земјата. Значи, за такви земјоделски држави, како што биле во поголемиот дел од човечката историја, пред индустријската револуција, вакво нешто е многу страшна казна. Втора казна, која? 3 месеци да бегаш од непријателите своји и тие да те гонат, значи да бидеш бегале с 3 месеци од некои пучисти кои што, или некој што ќе ја нападне твојата држава од надвор, и ќе доживееш пораз и ќе бегаш 3 месеци од твоите непријатели, или пак 3 дни да владее помор во твојата земја. И сега, и тука би требало да се објасни на што се мисли, бидејќи тоа е она што Давид го избрал. Што е тоа помор? Како прво го разбирате зборот? Да. Помор е нешто нешто што ќе посее смрт. Што ќе помори. Умртви мнозина. Интересно е зошто Давид ја бира оваа казна. Давид му одговори на Гад: многу ми е тешко. Тежок е изборот. Но, нека паднам во рацете Господови, зашто големо е неговото милосрдие.
само да не паднам во човечки раце. Давид знал една работа, што денешните политичари не го знаат, бидејќи се малоумни. А тоа е, тешко тебе ако паднеш во рацете на човек, конкретно на ЦИА, КГБ, Гестапо, тешко ако зависиш од нивната милост. Страшна работа. Па има некои такви злосторници и силеджи знаат и да се фалат кога некој бара милост од нив, да речат Господ простува, јас не. Пример, кога ЦИА го организираше атентатот врз Роберт Кенеди 1968 година, на време сум читал за тоа детално. Не, на Роберт Кенеди, на брат му, кој што беше сенатор тогаш, или конгресмен, не се сеќавам. Убиецот беше еден умоболен човек, еден араб по име Сирхан, кого ЦИА му го растурила мозокот со електроди, значи го претворила во биолошки робот, да не биде човек, човечко суштество, да биде една будала која што ќе биде теледиригирана со апарати. Како некој робот, што притискате на копчиња и тој прима сигнали во мозокот што да прави. Сите надворешни соработници на ЦИА, значи не они што се вработени како внатрешни агенти, туку они, сите тајни служби имаат надворешни соработници, будали, кои што знаеле било што и имале учество во некоја фаза од подготовката на атентатот, после атентатот биле ликвидирани. Че само затоа што знаеш. Знаеш нешто, ќе бидеш ликвидиран. Бидејќи веќе си стануваш безкорисен идиот. Претходно си бил корисен, те искористиле, сега си безкорисен и сега нема милост од тие газди на кои што им служиш. Давид знал дека најлесна е казната која што доаѓа директно од Господ. Затоа што Господовата милост е најголема, за разлика од човечката. За разлика од безбожничката. И затоа Господ испрати помор врз израелците од утрината до определеното време и умреа од народот, се вели, од Дан до Вирсавеја, значи повторно целата држава, 70.000 души. Сепак релативно мала бројка, нели, во однос на попишаните. 800 плюс 500, значи 1.300.000 мажи, по колку? По 6-7 останати членови од семејството, колку народ би испаднало? 6-7 милиони и повеќе, може би 10 милиони народ. Меки немале по 2 деца во тоа време. Значи и жена и уште може би 10 деца. Самиот Давид колку деца беа? 11, памтите. Тој и 10 пред него. $70,000 души само загина. Не е страшно, не е голема бројка во однос на целиот народ. И ангел Божји ја испружи раката своја над Ерусалим за да го опустоши. Но Господ се покаја за злото и му кажа на ангелот кој го поразуваше народот: доста, сега спушти ја раката своја. И Божјиот ангел тогаш се наоѓаше на губното на Орна и Јевусеецот. Кога Давид го виде ангелот кој го поразуваше народот, кој го убиваше народот, го требеше. Му рече на Господ велејки:
ете јас сгрешив и јас пастирот постапив беззаконно, но овие овци што направиле? Затоа твојата рака нека се сврти против мене и против татковиот ми дом. Ова е многу интересен момент. Ова е одек на она што често пати денес се кажува, толку и толку невини луѓе настрада, толку невин народ настрада. И наведом тоа изгледа точно, нели? Например, во случајов, Давид сгрешил на вистина, зашто да гинат 70.000 израелци, кои што не побарале тие попис. Така не? Прво, изборот на царевите, на власта, секојаш носи последици врз народот, така. Пример, Европска унија понуди на Југославија, колку беа 20 милиарди, тогаш ги вика еки. А нека бидат половина, 10.000 милиарди евра нека бидат. И сите, начело со Анте Марковиќ, како конфедерација да влезат во Европска унија. Милошевиќ тоа го одбива, бидејќи србите не сакаа конфедерација, 91 година. И после тоа што се случува? Се случува колеж. Одлугите на власта, на секој цар, крал во историјата, носи страшни последици врз народот. Може да донесе, секојаш носи последици врз народот, а може да донесе, лошите одлуки може да донесат и лоши трагични последици. Пред да го објасниме ова, тоа ќе биде последното за денес, би сакал само да го дочитаме случајот како застанал, како престанал поточно Божиот гнев. И во тој ден дојде Гад, повторно пророкот, при Давид и рече: оди изгради му жртвеник на Господ, каде? Баш на тоа место каде што ангелот престанал по Божија заповед да убива израелци. На гумното на Орна Јевусеецот. Тогаш Давид отиде според зборот на пророкот Гад, како што беше заповедал Господ. Орна погледна и виде дека царот и слугите негови доаѓаат при него. Излезе Орна и му се поклони на царот ничкум до земја. На царот. Овој Орна, значи, не бил израелец по потекло, бил јевусеец. Бил еден потомок на тие пагански народи кои што Господ ги требал пред да се насили Израел во ветената земја. Но бил човек што се обратил, значи го засакал Бога и неговиот народ и станал полноправен жител. Значи, еден од тие странци внатре во израелскиот дом, како што вели 4-та заповед. Странецот кој што е во твојот дом. Орна гледаме дека бил, значи, иако по потекло странец, бил многу верен и лојален и на Давида и на неговиот Бог. Орна праша, зошто дошол мојот цар Господар при својот слуга? Давид му одговори да го купам од тебе гумното за да изградам жртвеник на Господ, да престане поморот во народот. Орна му рече на Давид: Господарот мој царот нека земе и принесе жртва што му е по волја. Ете воловите за сепаленица и колата и опремата за впрегнување на воловите за дрва. Сето тоа царе Орна му го дава на царот. Значи, Орна сака да ја поднесе таа жртва во економски смисол. Орна му каже уште на царот: Господ твојот Бог нека биде милостив кон тебе. Но царот му рече на Орна: не, јас ќе ти платам колку што чини и нема да му принесам на Господ, мојот Бог, жртва земена како дар, бидејќи тоа не би била Давидова жртва, нели?
Како Саул што сакаше да принесе на жртва. Како велеше Саул? Зошто ги поштедивте овците на Амалик, бидејќи Господ нареди се да биде истребено? Прво, Саул ја префрли вината на народот. Народот гласаше. Демократија. Народот ги избра најдобрите волови и овци за да му принесе жртва на Господа. Каков безобразлук, каква дрскост. Каква е таа жртва ако не е од твојот джеб? Жртва ли е тоа? Ако јас дадев трајчеви пари на денешното дарување, мој ли беше тој дар? Не дека земав трајчеви пари. Пример кажувам. На крајот оваа книга завршува со зборовите и Давид го купри гумното и воловите за 50 шекели сребро. Давид изгради таму жртвеник на Господ и принесе се паленици и жртви за мир. И Господ се смилостиви над земјата и поморот кај израелците престана. Кога човек би сватил зошто Господ барал жртви во Стариот Завет, кога би сватили дека тоа е символ на Христовата крв, ајде да го преведеме ова што го читавме, да го преведеме на новозаветен јазик. Зошто престанал поморот врз израелците? Заради Христовата крв. Со други зборови, за разлика од нашиот политички речник, кога велиме, кој што е погрешен, скроз погрешен, погрешен опис на реалноста, кога велиме, загинале толку и толку невини луѓе. Божем ги познаваш сите тие луѓе и знаеш колку се виновни или колку се невини. Божем си близок пријател со сите нив, си пораснал со сите нив и знаеш кои се и какви се. Библијата вели дека нема ниту еден праведен во Новиот Завет. Ниту еден без грев. Сите и со најмали гревови, само такви да сме направиле најмали, заслужуваме вечна смрт. Бидејќи грешниот живот нема смисол да постои ниту една стотинка. Нема смисол да постои живот кој што му е непослушен на Господа, дури и во најмало. И во најмалку. Нема смисол. Бидејќи кога е грев во прашање и од нешто најмалку ќе се изроди во најголемите беззаконија што биле направени на оваа земја. Проче како влезе гревот во светот? Преку јаболко. Преку најмал престап. Престапот сам по себе изгледа многу мал. Значи, немој да, речи му на детето да не јаде чоколадо денес и детето скришно, кога не си дома или кога си во друга соба, го отвара фрижидерот и ќе джапне сладолед или било што сте му забраниле. Колку тоа изгледа мало, малку. Но зашто ние го нарекуваме малку? Зашто ние го нарекуваме тој престап мал? Зашто ние сме навикнати на еден куп злосторства што биле направени во целата мината историја. Но за Адам, тоа едно јаболко беше како гром да го погодил, кога видел дека Ева го држи во раце, изгризано неколку пати, изгризано, и сега му нуди и на него. Првата капка дожд што паднала врз Ноевите современици изгледала како гром во нивните чела, во нивните глави. Иако е само една капка, зошто бидејќи дотогаш не врнело. И, како што скоро цитираше брат Борче, една сабота, исто во Патриарси и пророци пишува, првиот свенат лист, кога Адам и Ева биле избркани од рајот и кога прв пат искусиле да видат како венее некое цвеќе,
првиот свенат лист за нив бил поголема трагедија и плачеле за тој свенат лист, плачеле многу повеќе отколку што луѓето денес плачат кога ќе им умре човек во семејството. Зошто Адам и Ева плачале за тој свенат лист толку многу? Значи, за нив првиот грев, иако за нас е нешто мало, ситно, како да му речеш на дете не јади денес сладолед или чоколад. Затоа што ние сме навикнати на историја полна со најстрашни беззаконија, со најголеми и не можам да најдам збор, ужасни гревови што биле направени и ден денес се прават. Но за Адам и Ева и најмалиот грев, ако е првиот грев, и најмалите последици од тој грев, како свенат лист и сушена трева, бидејќи пред тоа немале искуство на такво нешто, за нив тоа изгледало страшно. За нив и за нивната совест. Тоа е страшно. Тоа е трагедија. Затоа Адам живеел 930 години, нешто што денешниве нерани мајковци што го расипаа светот, би ги платиле сите своји богатства да можат да добијат толкав век, 930 години живот. Но Адам ги проживеа тие 930 години како? Среќен затоа што има долг век во однос на нас скакулци, црвиве кои што одвај некој ќе достигне 100 години живот, одвај некој 80 години. Не, Адам ги проживеа тие 930 години во тага. Целиот тој милениум скоро животен век му поминал во тага и во плач. Зошто? Бидејќи гледал како се множи гревот, како на неговите потомци, како неговите потомци се од генерација во генерација се порасипани и порасипани. И така тоа продолжило до времето на Ное, до потопот. Плачел, леел реки солзи заради својот грев. Затоа што вратата на сите тие беззаконија, на сето тоа зло, на сите тие солзи и неволи, тој ја отвори. Како што вели апостол Павле, преку еден, во Римјаните 5 глава, преку еден влезе гревот во светот, а преку гревот и смртта. Преку тој еден. Затоа, иако Адам живееше 930 години, тие 9 века живот и повеќе биле поминати само во плач и во тага, а не во среќа. Затоа што Адам познаваше еден подобар живот. Го познаваше бесмртниот живот. Знаеше што загубил и не може да биде задоволен додека не го добие повторно тоа што го загубил. Ништо друго од оваа земја не може да му биде надомест, компензација за тоа што го загубил. И коречно да прочитам, зошто па тогаш Господ дозволил 70.000 израелци да загинат, ако Христовата крв ги покрива сите тие гревови и заради таа крв, и затоа Давид требало да принесе жртва, заради Христовата крв на крстот, Христовата смрт на крстот, останатите не биле поморени. Сите заслужуваме, сите што сме грешници, заслужуваме да бидеме убиени и поморени. Како што рече покојниот проповедник Роберт Виланд, сите ние по наша заслуга
кога би ни се судало по според нашите заслуги, единственото што го заслужуваме е смртта и гробот. Тоа е единственото што ни припаѓа по заслуга. Сето друго што го имаме и што сме го примиле од раѓање до сега е Божјата благодат. Нешто од наша страна незаслужено. Сето тоа му го должиме на Христа. Бидејќи Христос го откупи целиот свет со својата крв и сите живеат благодарение на таа крв, без оглед дали тоа го веруваат или не, дали го признаваат или не и така натаму. Затоа, како што по Адама сите умираат, по Христа сите ќе воскреснат. Меѓутоа, нема сите да воскреснат за живот. Бидејќи тие што своеволно го избрале гревот и ја отфрлиле конечно Божјата благодат, тие ќе воскреснат за суд. Но за да знаат и тие дека Христовата крв го купила нивниот живот, затоа и тие ќе воскреснат, да знаат што изгубиле со својот грешен и идиотски избор. Иако сите израелци заслужиле смрт, бидејќи цел свет заслужува смрт заради гревот, заради нашите гревови. Единствената причина зашто не паѓаат казни врз нас, или зашто одамна не бевме сотрени, е Христовата крв, е Божјата благодат, Божјата милост. Сепак, зашто и понатаму некои гинат, како израелциве во поморот од Божиот ангел. 70.000. Нели, самите ученици го прашале Христа, тие врз кои што падна силоомската кула или Пилат што ги закла, па ја помеша крв, дали тие беа погрешни од другите израелци? Исус вели не. Јас прашав една жена, не се сеќавам која жена беше една пријателка. Ми се жалеше, стара жена, се разбира. Ми се жалеше колку познавала, колку прекрасни луѓе познавала, фини луѓе, кои што загинаа во Скопскиот земјотрес. Значи, да не помислиме ние фарисејски, значи тој што гине, тој е погрешен, а јас преживеав, значи тој е погрешен од мене. Така размислувале фарисеите. Можете и злато луѓе да загинат, а некој друг да преживее. Господ знае зошто е тоа така. Може злато човек сега Господ да дозволи да загине, ако знае дека во некоја иднина, кога би преживеал таквиот, ќе се отпади од верата и ќе го загуби вечниот живот. Пример се ова. А Господ знае дека некој неранимајко, може би ќе се има шанса, не дека сигурно, но барем има шанса да се покае ако му се продолжи животот уште неколку години и да биде спасен од сегашна ситуација. Некоја. Ова се само 2 од милион можни примери. Зошто? Но Елена Вајд пишува по Патриарси и пророци, ако немате друга работа, прочитајте таа последната глава од Патриарси и пророци, зборува за Давидовиот попис. Последните години на Давид, така се вика главата. Прочитајте ја. Таму пишува дека иако тие биле невини што се однесува до конкретната Давидова одлука за попис, сепак во срцата на самиот израелски народ се наоѓала истата таа гордост, значи истата таа побуда, мнозина вели од Израел биле виновни за истата таа гордост и мнозина ја имале истата таа желба, која што го потикнала Давид да го направи овој греф. Не мора да значи дека тие 70.000 беа погорделиви, погрешни и позлобни од оние што преживеа. Меѓутоа, сите сме ние грешни и заслужуваме смрт. Затоа, ако луѓето ги снаоѓа смрт,
Не треба да се прашуваме, и зошто? Па тоа е нормално. На грешникот му следува смрт. Туку, ако преживееме, ако куртулиме, тоа е чудото. И затоа треба да му благодариме на Господа. А смртта и неволите се наша заслуга. Нека му е фала и слава. Амин.